Под слоганот «Учи паметно, работи стручно», Министерството за образование и наука започна процес на консултации со компаниите, стопанските комори и локалните самоуправи за потребата од отворање на нови профили и паралелки во средните стручни училишта низ државата од идната учебна година. На состанокот во Тетово денес присуствуваше и председателот на владата Зоран Заев. Целта е да подготвиме колку што може повеќе млади кадри согласно потребите на пазарот на трудот. Се работи за висока профилација на млади кадри, кои што заедно во соработка со компаниите ќе можеме во текот на целото средно образование практично да ги остручиме, обучиме и да бидат подготвени за пазарот на трудот. Ни се пријавија веќе повеќе од 450 компании во државата кои што се подготвени да соработуваат со општините, но и со средните стручни школи низ државата, се со конечна цел да дадеме внимание и привлечност од страна на децата за нивно запишување во средното стручно образование, каде што, како напредуваат во годините прва, втора, трета и четврта година, ќе можат се повеќе и повеќе да имат практични часови во делот на нивната стручна подготовка, која што би требало прво лесно да им обезбеди работно место, да бидат сериозно квалификувани и за дома, и за светот, што се вика, но и да бидеме компетативни пред сите други деца или млади генерации со земјите со кои што се надпреваруваме. Апсолутно, денеска е една голема можност во присуство и на господинот премиер на владата со заменикот министер за образование, присуството на почитуваната екселенција амбасадор на Швајцарија, исто така и председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, да дискутираме токму за тие можности и таа ориентација што е многу важна. А тоа е можноста што повеќе да го зголемиме квалитетот во нашето стручно средно образование, имајќи го предвид фактот дека е важно тоа образование да биде квалитетно, но исто така да тие деца кои го завршуваат ова образование што побрзо и повеќе да најдат вработување и да бидат дел од работата. Овој процес Министерството за образование и наука го реализира во соработка и со поддршка од амбасадата на Швајцарија.